Еве сме во уште едно издание и рубрика со прашања и одговори. Моето име е Јосиф, како и секогаш, и сите оние кои што сте заинтересирани да ми поставите прашање и да му дадеме одговор во оваа рубрика, може да го направите или на броевите на телевизија Телма, или користејќи го хаштагот #Јосиф на социјалните мрежи, или па директно на моите профили на Инстаграм или Фејсбук, кај што и најмногу ја правиме оваа комуникација. Доаѓа од ace.котев, кој што прашува дали тиквата има позитивно влијание на холестеролот. Аце, тиквата како растение има многу пред се позитивно влијание врз многу процеси во телото, затоа што е одличен извор на нутритивна вредност, пред се витамин А, имаш и растителни влакна, и она што можеби не си информирали, не знам докаде си информиран, но за намалување на така наречениот лош холестерол во крвта, една од работите кои што би требало да имате како внес во доволни количини е се растителните влакна, но оние растворливи растителни влакна кои што ќе влезат во крвотокот и ќе направат, народски кажано, чистење. Во случајот со тиквата има добра количина на растителни влакна, но тие растителни влакна кои што ги има во тиквата многу повеќе ќе ти помогнат за дигестија и можеби подобра столица, отколку што би ти помогнале во нормализирањето на нивоата на холестерол. Така да јас би рекол и да, но и не можеш да се надеваш и да се потпреш на тоа дека ќе јадеш тиква и ќе се намалува холестеролот. Многу подобри продукти кои што ќе ти помогнат во намалувањето на холестерол, а изобилуваат со овакви растворливи растителни влакна, ти се овесни снегулки, тука ти е јаболко, граф исто така, значи тоа се некои 3 продукти кои што јас би ги издвоил со исто така изобилство на растителни влакна, но кои што имаат и повеќе и поголема количина на овие растворливи растителни влакна што влијаат на нормализирањето на холестерол.